Коментарите за поврзаноста на аутизмот и парацетамолот не стивнуваат. Нови подетални истражувања покажуваат дека јасна поврзаност помеѓу лекот против болка и состојбата на аутизам и АДХД не постојат во новата студија објавена во British Medical Journal. Експертите заклучија дека жените треба да продолжат и да се советуваат да земаат парацетамол кога е потребно за третирање на болка и треска за време на бременоста. Според нив не постојат цврсти докази што го поврзуваат користењето парацетамол во бременоста со аутизам и АДХД. Кај потомството, професорот Владимир Трајковски од Институтот за специјална едукација и рехабилитација објаснува дека и во минатото се истражувала поврзаноста на состојбата аутизам, АДХД и парацетамолот. И во делот на истражувањата покажува дека во време на бременоста треба да се внимава на земената количина на таблети против болка и висока температура. Мора да се внимава во однос на дозирањето. Не може на своја рака бремената жена да го зема или пак родителите на дете со аутизам да му даваат по 5-6 ацетоаминофени на ден. Значи, мора да се направат понекогаш и дополнителни фармаколошки исследувања, биохемиски исследувања, да се види каков е метаболичкиот капацитет на црниот дроб на децата со аутизам или на бремената жена, за да се кај некои жени ќе мора да се отфрли давањето на ацетаминофен, затоа што докажано е дека не сите можат благопријатно да реагираат на ацетаминофен. Поврзаноста на парацетамолот со аутизам доаѓа од како американскиот претседател Доналд Трамп во септември изјави дека има голем раст на случаите на аутизам и дека Тайленол, кој во Велика Британија се нарекува парацетамол, е потенцијална причина. Неговите коментари беа критикувани од активисти за аутизам и научници во Велика Британија и низ целиот свет.